Нова одлука на владата за цените на овошите и зеленчукот не смеат да бидат поскапи од 100 денари. Ова е резултат на синоќа одржаниот состанок со увозниците на овоши и зеленчук. Генерално нашиот увоз се прави од Турција, од Грција, Албанија и од Србија, и повикувајќи се на новите цени кои се пријавуваат во Царинската управа, нареден вторник владата ќе ги ревидира замрзнатите цени, ќе има во одредени производи значи многу мало намалување, како највисока цена на овие производи. Но никако нема да има цени кои моментално или пред 10 дена беа во мало продажба и се движа околу 130, 140 денари, па отидоа и до 150 и погоре. Бектеши додаде дека месец април секогаш бил проблематичен за цените на овошјето и зеленчукот, поради тоа што немаме домашно производство. Нашите производи ќе излезат кон крајот на овој месец и почетокот на наредниот месец, каде што ќе има нагло намалување, и секако дека ние како Министерство за економија нема да отстапиме и како влада тоа се подразбира, пошто вчера имавме координативно тело со присуство на председателот на владата, ќе продолжат да се направат контролите за тоа како е направен увозот во нашата држава за сите увозници од овошје и зеленчук за последните месеци. Пред 3 дена, владата донесе одлука со која доматите не може да се продаваат повеќе од 70 денари, краставиците не може да се продаваат повеќе од 75 денари, а кромидот не може да се продава повеќе од 60 денари. Бектеши информираше дека податоците кои ги има Министерството за економија за фиктивните фактури за увоз на овошје и зеленчук ќе ги достави до сите надлежни институции, но и дека ќе ги објави за да ги поттикне институциите да постапуваат. Министерот обвини дека многумина од големите увозници едни фактури пријавувале во Царинската управа, а други со помали цени имало во компаниите каде што плаќаат. Казната за затајување на данок е над 10.000 евра.